Старо-новиот протокол за погребување на починатите со ковид ги збуни и граѓаните и погребалните оператори. Се уште е неизвестно дали некој ќе сноси одговорност поради тоа што во изминатите десетина месеци се манипулираше со семејствата и им беше наложувано своите најблиски да ги погребуваат во лимени сандаци. На овој начин семејствата беа изложувани на дополнителни трошоци, а за таа екстра превенција од вирусот мораше да платат плюс 300 евра. Алфа оваа тема ја отвори уште во септември и тогаш погребалните оператори потврдија дека во протоколот никаде не се наведува дека починатиот треба да биде ставен во лимен сандак, но тврдеа дека на терен состојбата е поразлична. Според нив конфузната ситуација е резултат на недореченостите во протоколот, кој во дадени моменти се коси и со Законот за заштита на населението од заразни болести. Ним им е само наложено дека мора да биде лимен ковчег и тоа од здравствените установи. Никој не знае да каже од каде произлегува таа обврска. Тоа е тоа, за истиот проблем разговараме веќе повеќе пати и со здравствените установи, меѓутоа таму не добиваме никаков одговор. Или ќе биде телото превезувано, односно со него ќе биде постапувано и ќе биде ставено во лимен ковчег, или воопшто нема да им биде предадено телото. Од ресорното министерство тогаш потврдија дека погребалните оператори треба да ги следат протоколот според кој починатите треба да се стават во кеса, па потоа во ковчег, но никаде не беше наведено препорака дека тоа треба да биде лимен. Од почетокот на пандемијата досега имат починато над 1800 лица. Иако сите се погребани во лимен сандак, тоа би значило дека на граѓаните без никаков основ им се земени над половина милион евра.